Главниот град пред сообраќаен Армагедон. Центарот на Скопје доправа ќе се загрчи поради одолговлекувањето на градските власти да ги изведат приклучоците за подземната улица под комплексот Лимак, односно Diamond Mall. Новиот трговски, хотелот, катната гаража, како и 3 од вкупно 4 висококатници се веќе изградени. Готова е и подземната улица која е дел од комплексот, но од кружните текови кои треба да ја поврзат со околните сообраќајници ни трага ни глас. Новите 20 катници веќе подолго време ги рекламираат и продаваат своите станови, кои вкупно треба да се 772 на број, со кој пак општина Центар ќе добие околу 3000 нови жители и најмалку 1000 дополнителни автомобили. Без да се пресмета и канцеларискиот простор во рамки на комплексот, за кој не се знае колку компании и вработени може да се очекуваат. За подземната улица да профункционира на нејзината западна страна, планирано е да се изведе кружен тек со приклучок на крстосницата кај објектот познат како Нова Македонија. Инфраструктурен проект кој се уште не е започнат. Додека пак на јужната страна од подземната улица, кружен тек е предвиден на крстосницата помеѓу булеварот Јордан Мјалков и улицата Павел Шатев, позната како Бихачка, како и кај надвозникот кој ги дели булеварите Свети Кирил и Методи и Кочо Рацин. Но знаци дека се одвиваат градежни работи тука нема. Затоа, кога се очекува изведбата на кружните текови и приклучоците, прашавме во град Скопје, но од таму не одговорија. Од турската компанија Лимак пак неодамна порачаа дека тунелот за подземната улица е целосно пробиен и од годинава треба да биде завршен. Во моментов бетонските работи на подземниот тунел се комплетно завршени, односно вкупната должина од 746 метри е целосно ископана со поставени подпорни ѕидови и фундамент. Договорот за изведба на подземната улица беше потпишан уште во 2012 од страна на тогашниот градоначалник Коце Трајановски. Во 2018 неговиот наследник Жилегов одржа пресконференција заедно со поранешниот премиер Зоран Заев за почеток на градежните работи. Но и по 6 години Скопје не доби подземен коловоз.